Со интонирање на химната на Република Македонија и положување цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово беше одбележан денот на победата над фашизмот 9 мај. Цвеќе за паднатите борци од Народно-ослободителната борба положија делегации од општина Тетово, општинската организација на Сојузот на борци од Тетово, Армијата на Република Македонија, Општинската организација на СДСМ од Тетово, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, Сојузот на воени инвалиди на Република Македонија, Организацијата на резервни воени старешини, Сдруженијето на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија, Сдруженијето на Срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка, Српската заедница регионален одбор Тетово, Македонско-хрватско друштво, Македонски херои од 2001 година и делегација од Музеот на Тетовски крај. Пригоден реферат за значењето на денешниот ден прочита Стојан Петрушевски од Сојузот на борци. Во Втората светска војна учествуваа 61 земја со вкупно 2 милиарди и 100 милиони жители или 96% од вкупното светско население. Во најкрвавата војна, што ја познава човештвото, загинаа повеќе од 50 милиони лица. Само во нацистичките логори беа зверски мачени и убиени 12 милиони лица. Во таа судбоносна војна македонскиот народ ја одбра вистинската страна, големата антифашистичка коалиција. Се вклучи во заедничката борба со другите поробени народи на тогашна Југославија. Го внесе вековниот идеал и копнеж за составање на сопствена држава. Стојадната македонска војска зеде значајно учество во војната, посебно во завршните операции до конечното истерување на фашистичкиот окупатор од југословенските простори. На олтарот на слободата се положени над 24.000 животи, од кои 360 од Тетово и Тетовско. Да не ги заборавиме како жртви и над 7.000 македонски евреи депортирани во концентрационот логор Треблинка. Додека во тие пролетни денови на 1945 година нашите борци го славија македонскиот хероизам, во слободна Македонија се воспоставуваа суштинските одлуки на државноста. Се одржаа првите слободни избори. Асном прерасна во прво народно собрание, избрана е првата македонска влада, објавена е првата македонска азбука и кодификација на македонскиот литературен јазик. Почитувани присутни, 9 мај, овој голем ден на победата, ден кога беше поразено најголемото зло на човештвото, фашизмот, ден кој не опоменува и обврзува нас и нашите идни генерации да не дозволиме да се повтори најмрачната историја на човештвото. Затоа, денешното одбележување на овој значаен датум нека биде повод за понатамошно афирмирање на Народно-ослободителната војна на Македонија, која победа доведе до создавањето на современата македонска држава. Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово следно ќе одбележи годишнината од загинувањето на првоборецот Илјо Антески Смок. Цвеќе ќе се положи пред неговиот споменик во населбата Двабреста на 17 мај.